Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу. На денешното мени имаме канел буле. Канел буле е cinnamon rolls, она што се прави во Англија и што е многу почитувано и многу побарувано за тоа што вкусот е единствен. Во Шведска се вика канел буле и поразлично е за тоа што во него додаваме еден зачин кој се вика кардамон. Додека живеев во Шведска ми беше омилен десерт. А едно од омилените ресторански јадења, што сакав да ги јадам по рестораните низ Шведска, беше нивниот гратениран компир или млечен компир, кој потекнува од Франција, меѓутоа швеѓаните го усовршиле и секогаш го комбинираат со сос во кој има печурки, ќе видите како едноставно се прави, е превкусен, и секако убав рамстек, меѓутоа телешки. Јас веднаш ќе почнам да се спремам, а вие останете со нас. Мојата позиција за месарство е мојата душа. Вистински сакам кога е полна, кога имам толку голем избор што можам да направам буквално све што сакам. Благодарност до гурман Мес Атанасовски, кој е наш нов и драг пријател и кој ми обезбеди се што ми е потребно за да можам да сготвам убава и вкусна храна. На денешното мени имаме телешки рамстек. Сега ќе одам да земам зеленчук од мојата пилјара и ќе почнам да ја правам вистинската магија. Убав компир за млечниот компир. Ќе го измијам убаво, ќе го излупам и на мандолината ќе исецкам 2 до 3 мм тенки крукчиња. И ќе видите што ќе направам. Меѓутоа, и за овој гарнир потребно ни е многу трпение и добра желба и убава мисла. Ни требаат и печурки, малце кромитче и тоа е све. Одам веднаш да почнам да си спремам се што ми е потребно. Температурата, драги мои, на млекото е одлична. Го ставив малку да се загрее, меѓутоа никогаш не смее да помине 40 целзиусови степени, затоа што тогаш квасецот комплетно ќе изгори. Сега во млекото ќе го додадеме шекерот и квасецот. Ќе измешам убаво и додека ги правам другите работи, тоа ќе се стаса. Канел буле или cinnamon rolls, многу попознато овде кај нас, меѓутоа шведското канел буле, како што кажав преска, е поразлично поради тоа што во него додаваме еден зачин кој се вика кардамон. Кардамонот е зачин кој ни доаѓа од истокот. Има многу убав цитрусен шмек или арома. Едноставно, индијците толку многу го почитуваат за тоа што е многу здрав за нашето тело. Во мојот миксер ќе додадам брашно, едно јајце, малце сол како засилувач на вкусот и растопен путер. Сега ова ќе го уклучам, ете така полека да си меша, а во тавче на среден оган ќе додадам путер да се растопи, а откако ќе се растопи, во него ќе додадам кафеав шекер и ќе додадам цимет. Всушност, тоа ќе биде филот што се премачкува врз тестото пред да се зарола или канел булето. Еве го убаво, нека си се растопи, полека, не смее млекото да изгори никако за тоа што тогаш ќе го промени вкусот и ништо не сме направиле. Еве го путерот убаво си крчка на умерена температура, сега ќе го додадеме кафениот шекер, ќе додадеме и цимет, ќе го исклучиме огнот и убаво ќе измешаме. Всушност треба да добиеме една убава смеса, погледнете ја, со која, како што кажав, ќе го премачкаме тестото за канел буле. Мешете се додека убаво не се спои шекерот ициметот и путерот. Ќе биде одлична за премачкување. Сега додека ова тука си се растопува полека, јас ќе го додадам и млекото во тестото.
Ќе го уклучам сега на средна брзина миксерот. Ете го кардамонот. Одлично, зачин кој е идеален, многу свеж и цитрусен и многу почитуван, како што кажав. Сега ќе почнам да го правам млечниот компир. Со путерот ќе го намастам садот. Убаво од сите страни. Ете така. Едно чешне лук. Ќе го засечам малце и ќе поминам насекаде во огноотпорниот сад. Да оставам нежен белек на вкусот на лукот. Тоа е францускиот момент за овој компир, кој навистина потекнува во Франција, меѓутоа е прифатен од многу различни култури и народи и денеска го има во многу ексклузивни ресторани како вистински деликатес. Ете така, одлично. Тестото ми е готово. Да видиме. Еве го, одлично. Одлично, драги мои. Се што треба да направиме е да го оставиме во садот, да го покриеме со најлонска фолија и 1 час да го оставиме двојно да го зголеми обемот. Ете така, покрите го и оставете го 1 час на собна температура. Компирите на мандолина ги сецкав многу тенко. Еве, може да види камерата. Во касерола една ќе ставам млеко, ќе додадам павлака за готвење, сол, малце мускат и малце бибер. Ова ќе оставам на средна температура, полека да се загрее, меѓутоа не да зоврие. Во тавчето полека ќе ги редам компирите едно до друго. Многу едноставно. Убаво ќе ги наредиме, а потоа ќе додадам малце од павлаката што ја загревам заедно со млекото и со зачините. И така, дел по дел. По меѓувреме ќе го загреам тавчето и рамстекот на масло ќе го испржам од двете страни по 2 минути. Ќе го трнам на страна и така ќе го оставам. Значи прво на јак оган, а потоа ќе го додадеме во сосот од печурки што ќе го направам, ќе видите како. Ете го, млекцето е готово загреано и сега на секој ред по малце од млекото. Ете така и постапката ја повторуваме се додека имаме компири или додека не го наполниме огноотпорниот сад. Оставете ги во вода компирите откако ќе ги исецкате. Ако немате мандолина, обидете се со ноже колку можете најтенко да ги исечете, затоа што така гратенот ќе биде најдобар споен. За мерак ова се највкусните компири на светот за мене. Млечни компири. Гратен дофиноа е француското име на овој начин на спремање на компири. Во некои земји го прават со тоа што дозгора го потпекуваат, на крај го гратенираат со убав млечен крави кашкавал и изгледа навистина многу вкусно, затоа што кога ќе се земе парче кашкавалот се тегне, а кога ќе се искомбинира со некој убав сос и со добро и квалитетно парче месо, вкусот е неодолив. Сега стиснете го вака нежно, додајте го остатокот од млекото и од павлаката со зачини. И 170 степени 60 на минути. Оставете го да ужива дорека се пече, затоа што тогаш ќе биде највкусен. Парче од рамстекот, телешки, бел, убав, мек,
за мерак загреано масло. Секогаш многу загреано масло. Ова е моментот што ни е потребен кога треба да обработиме вакво убаво парче квалитетно месо. Додека кратко си се пропржува, јас ќе го исецкам кромидот за тоа што веднаш ќе почнам да го правам сосот. Кромидот ситно да го исецкаме. Сега веднаш ќе го свртам. Толку е доволно само убава боја да фати. Како што кажав, месото кога ќе го трнеме на страна и кога ќе го покриеме со најлонска фолија, тоа само ќе си се дообработи. Не го заборавајте тој момент за тоа што некој ќе помисли како сега телешко, говецко и јунешко месо толку кратко го обработува. Овој пат ќе направиме двојна термичка обработка. Првиот пат ќе му дадеме енергијата и тука ќе го пушти вкусот, нели? А потоа ќе го издинстаме заедно со сосот. Ќе го финишираме и ќе биде меко. Кромичето треба многу ситно да го исецкаме. Ќе го ставиме да се пржи во истото тавче каде што го пржиме месото за да го собереме вкусот. Ќе карамелизира и кромидот ќе пушти од неговиот вкус, месото си пушта, потоа печурките па ќе деглазираме со бело винце, да ги собереме сите вкусови и да го дадеме вкусот на виното кој е идеален во овој случај. Толку, ништо повеќе не ни треба. Сега ќе го ставам во тањирот и ќе го покријам со најлонска фолија како што ви кажав. Кромичето ќе го додадам, меѓутоа во него ќе додадам малце путер. Печурките, драги мои, за овој сос ќе ги исецкаме вака, на многу тенки парченца. Треба кога ќе бидат готови да се превиткуваат едно со друго, ќе видите колку убаво ќе изгледаат. Кромидот убаво си карамелизираше. Сега во него ќе ги додадам печурките. Сега ќе го појачам малце огнот, затоа што на печурките им треба појак оган од среден оган, затоа што треба да добијат малце енергија. Нели, 92, 3, 4, 5% се со вода, така да ќе почекаме убаво да се испржат, се дорека не испари водата од нив. Ако ќе испари водата од нив, како што ви кажав преска, ќе го додадеме виното и ќе деглазираме. Зачинувам со сол и со црн пипер. Водата од печурките испари и сега е моментот кога ќе го додадам виното и ќе деглазираме. Еве го. Оставете го полека да си крчка и штом испари алкохолот, а тоа е оној момент кога почнува да испарува алкохолот, се чувствува мирисот на виното. Кога ќе испари алкохолот, се изедначува мирисот на печурките во овој случај со мирисот на виното, тогаш знаеме дека алкохолот е испарен. Еве го, скоро ќе го добијам тој момент, затоа што се уште го чувствувам мирисот на виното. Ете така, веќе се изедначи, сега ќе додадеме и говецки бујон и ќе оставиме сето ова полека да си крчка. Па влаката за готвење ќе ја додадеме сега за да добиеме една убава, видете ја бојата, една убава хомогена смеса која едноставно не само што убаво изгледа, него и преубаво мириса. Сега намалете го огнот и оставете полека да крчка. Кога сосот ќе биде готов, пред да биде готов всушност, месото ќе го ставиме во него,
да крчка уште малце. 4 до 5 минути е сосема доволно време, затоа што, како што ви кажав и на самиот почеток, рамстекот е едно од најквалитетните делови на телешкото месо овој пат и е богато со многу мускулни влакна, нема многу маснотија. Ако долго го обработуваме, ќе се стегне и ќе биде како гума. И тогаш нема да биде вкусно. Затоа, само кратко, 4 до 5 минути, а потоа, кога гратенот ќе биде готов, ќе го сервираме и бескрајно ќе уживаме во неговиот вкус. Хо, што убаво. Драги мои, тестото убаво си нарасна, го зголеми 2 пати обемот и сега погледнете што ќе направиме. Ќе додадам малце брашно, за може убаво да го растегнеме и да биде подеднакво. Сега, смесата што ја направивме, со путер, шекер и цимет, ќе ја ставам врз тестото и со помош на шпатула ќе го разнесам на секаде. Зимајте од таму каде што има подебел слој и разнесувајте го. Без разлика што ќе ви изгледа дека не е доволно, разнесете го на секаде. Уште од оваа страна малце и ќе бидеме готови. Тоа што ќе излезе од страната, вратете го назад колку можете. Еве го. Сега е одлично. Сега, многу внимателно, со алатката ќе ги исечеме вака ленти. Ќе преклопиме вака и вака и ќе ја завиткаме и ќе ја ставиме во калапот. Истото ќе го направиме со сите. Овдека не сум стиснал доволно и не се исекло, меѓутоа си имам дополнителна алатка. И истата процедура со сите. Триесетина минути ќе бидат потребни да стасаат, да ги пополнат калапите, а тогаш се спремни за печење. На 200 степени, зависи, 10-12 минути ќе бидат сосема доволни за да се испечат и за да бидат убави со златна боја. Ете така, белка од јајце, малце лимон и многу прав шекер. Тоа ќе биде преливот за нашите канел буле. Уште дорека се врелиот кој ќе ги извадиме од рерна, полека ќе ги прелиеме на секаде. Од температурата јајцето убаво ќе стегне шекерот, лимонот, има да биде киселкасто, сладко и многу вкусно. Ќе даде една посебна свежина на канел булето, што ќе се препознае надалеку. Меѓутоа, ајде да имаме трпение. Прво да го направиме сето ова, а потоа ќе чекаме да стасаат канел булето, па ќе ги испечеме. Едва чекам да дојде момент да ги печам, затоа што, како што спомнав, мирисот што го испуштаа дорека се печат е навистина магичен. И ќе мешаме се до оној момент додека прав шекерот комплетно не се спои со лимонот и со белката од јајце. Еве, драги мои, како изгледа, сега веќе е комплетно све споено и ова
ќе го оставиме на страна, ќе мораме да почекаме. Само 3,5 минути, драги мои, и месото е готово. Ете така. Драги мои, денеска све испадна како што треба. Се надевам дека и вие дома ќе го направите ова за вас и за вашите најдраги. Доколку телешкото месо не го сакате да биде medium или medium rare, тогаш откако ќе го исечете, вратете го уште 30 до 40 секунди во сосот каде што си крчкаше. Тогаш ќе биде комплетно medium. Денеска јас го сакам да биде рер, затоа што ова е телешко месо и е толку меко и вкусно што вака за мене е комплетно идеално. Канел буле, млечен компир, убав и вкусен мек рамстек, вистинско задоволство. Јас сум многу среќен што денеска испадна све онака како што сакав. Се надевам дека вие сето ова ќе го направите за вас и за вашите најдраги. Канел булето или cinnamon rolls, на вистина, кога ќе ги направите целиот ваш дом, ќе биде едноставно вкусен цимет, путер. Едноставно канел буле е десерт кој заслужува да го направите дома. И да не заборавиме да го посетите нашиот сајт и нашата веб-продавница 4сезони.mk и да си одберете сето она што ви е потребно за да бидете вистински виртуоз во вашата кујна. Секако голема благодарност и до специјалистичкиот Центар за физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, за тоа што се грижи за мене секогаш да бидам во топ форма. Имајте убава и пријатна ноќ, се гледаме утре.